Амбициозните и успешни деца имаат можности да патуваат и да стекнуваат различни искуства преку различни програми. Еден од тие млади амбициозни деца е и Лука Смилев, кој што учествуваше на проектот Шпанија. Здраво, Лука! Дали можеш да ни кажеш нешто повеќе за овој проект? Која беше темата? Здраво, Милена, пред се ми е чест што сум тука, што има можност да зборувам за ова. Значи, темата на проектот, каде што бев, беше fake news, односно лажни вести. Проектот се одржа во Малага во Шпанија и целта на проектот беше да се запознаеме со тоа во денешницата дека постојат лажни вести, дека тие лажни вести имаат големо влијание во секојдневниот живот па и на обичниот човек, како ние можеме да ги препознаеме тие лажни вести, како можеме другите да ги образоваме да ги препознаваат тие лажни вести. Во глобала сето беше поврзано со тоа како да ги препознаеме и како да ги спречиме, како да прошириме понатаму дека тие лажни вести се штетни и дека треба да се искоренат, да се намалат. Така, навистина актуелна тема. Каде планираш да ги примениш новите стекнати знаења и вештини за лажни вести понатаму? Моментално одам на обука со организацијата Актис на проектот Отворени општини за отворени податоци за отворени општини и целта на проектот е како еден младински репортер правилно и точно да ги изнесам вестите и новостите и информациите кои се во моментот на младата популација, односно едно информирање од млади за млади. И токму ова може да ми помогне како и јас доволно да бидам едуциран на темата пред да почнам да зборувам, за да не бидам од оние кои ги шират лажните вести наоколу. А и општо, доколку сакам можеби да кажам нешто лажно, можам да се зацкријам знаејќи ги методите кои помагаат за откривање на лажните вести. Така, кои беа твоите првични цели и очекувања од овој проект и дали се исполни? Моите први цели беа дека всушност се знам за лажните вести, знам дека постојат, знам како да ги препознавам, ги имам препознавано до сега и дека целта ми беше повеќе да се запознавам со други луѓе, да видам начини на размислување, да испробам нова култура, да посетам нова земја, но сепак проектот многу пријатно ме изненади и на крајот открив работи што воопшто не знаев ни дека постојат и тоа само кажува колку еден човек не е доволно едуциран за таа тема, а камоли да мисли дека знае се. Така. Дали ти беа потребни дополнителни ангажмани како и волонтирање надвор од училишната настава за да ја добиеш можноста да учествуваш на овој проект? За мене лично не. Иако познавам деца, другари и другарки мои кои волонтираат во други организации, независно која, каде преку таа организација добиваат можност да учествуваат на различни проекти, да водат некои седници, предавања и слично, или да земат учество во некоја било каква обука. За мене лично беше тоа што само се пријавив на отворен конкурс од една невладина организација која го промовираше проектот на кој што учествував и имав среќа да бидам избран на проектот и на таков начин и заминав, изедов учество. Битно е да имаш познавање на темата и со така многу се добредојдени за учество на вакви проекти и луѓе кои претходно немале никакво искуство со тоа, само потребно е да имаш желба, да имаш жар во тебе за да сакаш да учествуваш и да земеш учество, да запознаеш други луѓе, да се едуцираш на нови теми, а најбитна е среќата, затоа што меѓу 100, 150 и 200 кандидати, колку и да си добар, треба да ти работи и среќата за да можеш да бидеш избран и да земеш учество некаде. Одлично. Дали си учествувал во некои други активности во последниот месец? Во последниот месец, освен што бев на ваков проект на младинска размена, исто така учествував и на еден надпревар за циркуларна економија на економскиот факултет во Прилеп. Темата на проект на надпреварот беше за циркуларна економија и всушност таму со мојот тим, да се пофалам, зедовме прво место и затоа добиавме и символична парична награда за прво место, кој потоа тој надпревар во склоп на друга организација
продолжи понатаму, каде на секој учесник бевме 6 тимови, повторно добиавме една парична награда за нашиот труд вложен и за награда како што воопшто се едуциравме, што покажавме интерес за темата, покажавме интерес за ширење на надпреварот, за постоењето на нештото, за можеби во иднина да вршиме инклузија на нови луѓе кои сакаат да се приклучат кон нештото. Поставивме една добра основа за идните генерации, еве да речем. Честитки, навистина ми е мило за вашите успеси, но кои вештини ги стекна во овој проект, што досега ги немаш светна? Па морам да се пофалам дека зедов прво место на надпревар во циркуларна економија сум ученик во средномедицинско училиште. Морам да кажам благодарност да изразам до мојата професорка ментор, која ни помогна да се едуцираме на областа на циркуларна економија, која веќе ми предава втора година во склоп на содржини програмирање од училиштето, кои се со оваа професорка изучуваме области од бизнисот, со бизнис поими, економски поими. И морам да кажам дека на вториот надпревар бевме, иако од медицинско училиште, со повеќе познати економски термини имавме ние во однос на другите учесници. И тоа ми беше едно големо изненадување и гордост ми беше тоа што иако сум од медицинско училиште да знам повеќе работи, да бидам многу добар спрема некои кои еве на пример учат во економско училиште и баш стрикно тоа го изучуваат. Браво, ти благодарам на исцрпните одговори. Ти благодарам што ме повика уште еднаш.